Иако, барем декларативно, полидерската средба доби генерална поддршка, сепак според експертите, една изборна единица е тешко остварлива. Политичкиот аналитичар Марко Трошановски вели, главната пречка за ваквиот изборен модел ќе бидат помалите политички партии, кои се во опасност да не го достигнат цензусот од 5% и со тоа да бидат дефакторизирани. Отворените листи од истите причини не се опција, смета и аналитичарот Љулзим Фаризи. Помалите коалициони партнери нема да сакат, бидејќи ќе исчезнат од политичката сцена и како ќе се дефакторизираат, така што не знам како ќе се развива тоа. Изборниот праг за кој што се зборува може да ги исфрли голем дел од малите партии во игра, од игра, ако е премногу висок, 5% кој што се бара не е така мал праг и слично, така што има многу финеси тука. Би рекол во најмала рака отворените листи треба сериозно да се земат превид, барем на локално ниво. Нема да имаме отворени листи и овој пат. Јас мислам дека можеби ќе има помалку изборни единици, дали ќе биде 1 или 3 изборни единици, но не верувам дека политичките партии би ризикувале да има отворени листи, бидејќи на таков начин мислам дека уште не е подготвен и политичкиот амбиент во државата. Според аналитичарите, вчерашната лидерска средба завршила невообичаено конструктивно и со позитивни пораки, дури и онаму каде во изборниот процес беа најостри. Премиерот Мицкоски и лидерот на ДУИ Али Ахмети најавија тет-а-тет средба, но дали истата утре може да прерасни во соработка? Според аналитичарите, во политиката не постои невозможното. Изборите завршија, а политичките договори и тактизирања повторно се на сцена. Многу е важно што Ахмети даде 2-3 пораки. Тоа најважното што беше за неговите членови, дека се договориле тет-а-тет да се сретнуваат со председателот на ВМРО-ДПМ, односно председателот на владата, господин Христијан Мицкоски, за да се договорат за следните чекори. Најверојатно тоа е порака до своите членови дека во иднина би може да се преговара со Христијан Мицкоски, со премиерот на владата, дека ќе бидат дел од владата во иднина. Видете, све може во политиката, ништо што е кажано не е зацртано во камен, се е променливо, како што сме сите многу добро свесни низ овие 40-30 години колку се веќе на демократија, така што се е можно би рекол, но изгледа дека за сега барем владината коалиција е комфортна и стабилна. Аналитичарите дополнително сметаат дека земјава веќе го надраснала моделот на техничката влада и дека истата треба да замине во историјата, бидејќи според нив се покажала зрелост во неколкуте последни изборни циклуси без некакви сериозни нарушувања на процесот.